правници, еве јас ги прашувам. Дали може еден закон да се вика закон за решавање на спор меѓу влада и Мак Петров? Интерпартес. Дали може со закон да се реши спор? Не може, колега Минов. Закон може да биде за енергетика, за собственички односи, ама не може за конкретен спор. А ги учиме студентите дека што е незаконитост? Кога ненадлежен орган одлучува. Ние не сме суд, не сме ни медиација. Значи, престанете да раскажувате што предвидува спогодбата. Ич не ми е гајле. Не може да биде предмет на закон спор. Не може со закон да решиме ваков проблем. Второ, не може да биде дел од законот како што пишува спогодбата. Меѓу кого? Меѓу владата и меѓу акционерско друштво. Ве молам, само кога се ратификува меѓународен договор, може да се приложи договорот. Значи, не зборувам ни за криминал, не зборувам ни за корис, не зборувам ни за енергетика. Не може да е ова закон. Второ, не може закон да содржи вакви одредби. Цел во член, цел на овој закон е да обезбеди заштита на имотот и имотните права и интереси. Па не е тука во одредба, императивна одредба треба да има цел, напред се пишува за донесување. Второ, замислете, владата на Република Северна Македонија да ја склучи спогодбата. Па има ли закон со футур, ве прашувам како правник, што треба да прави некоја влада? Не. Законот решава. Ерга омнес поставува проблеми и има неограничено правно дејство. Конкретни спорови, колега, решава само суд. Ова не може да биде предмет на закон. И друго, последната реченица. Кога цитираме одредби за важење на норми од претходниот систем, видите, претходниот систем беше собраниски и немаше поделба на власта. Тамо владата, извршниот совет произлегуваше од собранието и не му одговараше. Ние имаме поделба на власта и темелна вредност на уставниот поредок е владење на право, ама и правна заштита на собственоства. Значи, со закон се уредува тоа, а не конкретни спорови. Да си го повлечете, ова не може да биде предмет на закон. Не може да биде предмет на закон. А ова што велите вие, можеше од бивша Југославија да превземеме одредби, додека не ги регулираме тие прашања што претходно ги превзедовме за да нема правен вакуум. По 30 години сите прашања сме си ги решиле. Согласно Уставот и законите. Може да ми цитирате Устав, деловник и закон, ама јас ви реков, во поделбата на власта собранието носи закони, ама не решава спорови, особено не конкретни спорови. Тоа не е законска материја. Контролната функција значи што се случува сега ја има владата на нас, а не ние на неа. Во рамките на контролната функција јас велам, не може ова да го предлагате како закон. Решете си го како сакате, ве поддржувам. Не ја анализирам спогодбата, но не може да биде законска материја.